Заради зголемување на безбедноста во сообраќајот на булеварот Маршал Тито во Струмица по барање на граѓаните, правоаголните фонтани вдолж булеварот Маршал Тито ќе станат зелени површини. Вака информираше градоначалникот Костадин Костадинов, откако деновиве екипи на јавното комунално претпријатие Комуналец почнаа да ги полнат фонтаните со песок и земја. Според Костадинов, паралелно, инсталацијата била дотраена на фонтаните и честите дефекти барале големи средства за одржување на истите. Секако дека го правиме заради тоа што е барање на граѓаните. Во разговори со многу со граѓани и согледување на состојбите со фонтаните, сите тие дефекти кои што ги имаат и постојано се појавуваат, што заради човечки фактор, што заради одредена дотраеност на пумпи, на инсталации. Секако дека ме мотивираше да се донесе таква одлука да заедно со директорот на јавното комунално претпријатие Комуналец Струмица одлучиме да ставиме песок и таму израстат нови зелени површини. Пораката е дека тоа е барање на граѓаните, со тоа спречуваме и конечно да нема појава на капење на одредени наши сограѓани, пред се деца, млади, кои што тоа го праве во летниот период, тоа е спречено и секако потребата од нови зелени површини во општина Струмица, мислам дека ги задоволува. Градоначалникот Костадинов најави дека кружната фонтана кај поштата ќе се реконструира, а ќе се градат нови водени површини по препорака на стручните луѓе при општината. И секако убавината која што ја создаваат водните површини низ градот нема да бидат запоставени. Планираме реконструкција на фонтаната кај поштата и секако нови водни површини согласно препораките кои што ќе ги добиеме од луѓето кои што се стручни за таа работа. Фонтаните беа изградени пред 14 години, кои на централното градско подрачје во Струмица требаше да му дадат нов лик, но со тек на годините стануваа се понефункционални од правишната идеја, па младите струмичани честопати преку летниот период ги користеа за разладување и освежување.